Ве викнавме од Кутмичевице, господине. Восхитени од вашата умна работа и од поројната енергија со која го работите она што благородниот ми татко ви го наложи уште пред 6 години. До нас многу пати доаѓаат вестите дека вие, високообразован и првенец на дружината на светите првоучители, мощне го развивте книжовното и црковното училиште и имате голем број надарени ученици. Ние сакаме да го припомогнеме тоа полезно дело и решивме да ви ја довериме катедрата епископ, за да се здобиете со правото и вие да го ракополагате свештенството таму. Што велите на тоа, презвитеру Климент? Господару, стојам пред енергичен, добро образован владетел, што минал ни строгиот ред и големите можности на високата магнаурска школа во царскиот град Константинопол. Но и мојата скромност... Ве прашавме дали ќе го прифатите епископството, ваше благововенство. Зар ке го гневиш царот, брату во Христа? Со радост ќе служам за доброто на мојот народ. Тогаш нека запише историјата дека во лето господово 893-то ние, цар Симеон, веднаш по нашето возцарување го викнавме наследникот на првоучителите словенски Климент и му ја укажавме милоста да земе учество на големиот народен собор оваа есен, на која ние, Симеон цар на бугарите, ќе го прогласиме словенскиот јазик за државен и црковен. Ќе дојдат уште двајца епископи од Константинопол и заедно со Георгиос ќе ве хиротонисаат. Писару. Запишав, Ваше Величество. Ти, вие. А, да. Вие, ваше благововеинство, го владеете со подеднакво совршенство и грчкото и словенското писмо. Слава му на Бога, да. Тогаш земи ги на себе почитуван и грижата и трудот да го преложиш глаголското писмо по мера и образец на грчкото. Што е почитуван? Тебе тоа нема да ти представува посебна тешкотија. Господару, со ист дух напоени од Бога, нашите рамноапостоли му беа проповедници и пастири на народот словенски, полагајќи го своето дело не на туѓа основа, ами одново создавајќи ги писмената по словенски граматички правила. Што значи тоа не на туѓа основа? И што значи словенски граматички правила? Значи, господару, дека словенското писмо е создадено од свет човек, вдахновен од Бога како ново писмо, што пред тоа го немало. Писмо што му одговара на духот и на јазикот на словените. Брату во Бога! Па тоа е... Па таквото мислење веќе представува духовно престапништво. Па тоа е... Такво нешто ниту постоело, ниту ке постои, слава му на Ваше Бога. преосвештенство, императорот на Византија, Михаил III, го помоли и задолжи Константин Филозоф да изнајде азбука за светото писание да биде разбрано од непросветениот словенски народ. А вие сега сакате тоа да го вратите во грчките писмена? Сега, кога од Рим до Константинопол и од Моравија до Киевска Русија делото на рамноапостолите не само што е признаено, туку... Па тоа е богохулство, господару. Богохулна е твојата гркофобија. И кој ти го дал правото да ги обсудуваш царските решенија наложени од интересите на државата? Тој зборува во името на царот? А ти му противречиш на царот? Јас знам, оти овој нов атак врз делото на словенските просветители не доаѓа од твоето срце, туку од обврските кон оние што те круниса. Јас во таква игра... Слушај ти. Мојне затвори не се полоши од оние на Светополки на Вихинг. Знам, цару на бугарите, но подобро и најстрашни маки отколку ова што го бараш од мене. Па ова е нечуена дрскост. Успокојте се, владико.
Презвитеру Климент, азбуката што ни ја дадоа прво учителите се покажа доста тешка и несмасна. Писменоста не напредува. Зошто кај мене напредува? Затоа и ве викнавме, презвитеру Климент. Седнете. Кажете ни, зар тој народ таму е поумен? Младината побистра и потрудолюбива од овдешната? Не слогата, господару. Во тоа е причината. Бугарските бољари му пружаат секаков отпор и на христијанството и на просветата. Поради што друго, татко ти Борис го соблече калуѓерското расо и на прелага го фати и го казни брата ти Владимира. Затоа не дозволувам. Цар, ти самиот знаеш. Вие и самиот одлично знаете оти грчкиот алфавит е посовршен, полесен и поубав од глаголицата. Зборувавме веќе еднаш за тоа. На елински пишуваа и Хомер, и големиот селенски просветител Григорий Богослов, кого твојот учител Константин во се го зеде за пример. Значи пак се враќаме на самиот почеток. На таа монструозна теза за светата тријазичност. Што сакате да докажете? Дека словенскиот јазик е пагански, варварски јазик, предодреден за слуги и робови? Господ да чува. Ти тоа го рече, не јас. Со дозвола на царот ќе доречам. Македонските словени веќе 300 години со самото свое чело ја допираат византиската цивилизација. Не еднаш тие се обидоа со грчките и со латинските букви да пишуваат на својот јазик. Но дури откако ја создадоа својата азбука, ги преведоа и ја прифатија книжевната сложена форма и божествената содржина на Светото Писание. Христијанската мисла и црковната книжнина со тоа се само збогатени, ваше преосвештенство. А зар овде некој го рече спротивното? Вие? Или вие? Или вие, или вие? Или јас? Преосвештен владико, јас знам оти кнезот Борис ја доби кутмичевица од императорот на Византија како награда, зашто христијанството го прими не од Рим, туку од Константинопол. Чинам јас сум оној кој што овде треба да поставува прашања. А ти, брату мој, оној кој мора да ја почитува високата црковна јерархија. Инако ќе биде вратен во најдалечните пустелии, за да не пречи овде. И тоа ти го рече, не јас. Мудар си, цару. И исто толку и храбар. Ја знам твојата намера. Навистина, велат дека си чудотворец. Епископот Георгиос те круни се, нели? Да, со уште двајца епископи од Константинопол. И сега, воведувајќи го словенскиот јазик за државен и црковен, ја придобиваш мнозината на народот, а враќајќи го грчкото писмо и се отплатуваш на Византија и го затврстуваш престолот, нели? Најпосле. Господа, па тој навистина е чудотворец и видовит. Уште и својата судбина да се ја види, како што не му ја видел ни татко му. Татко ми, Господа, не беше ни угледен, ни простак, ни богат. Ме даде на методи за да добијам парче леб, а и тој да има една уста помалку за својата сиромаштија. Па што ти преостанува сега, освен да бидеш голем? Не, господару. Нема да ти дадам причина да плукнеш пред мене. Не сум толку храбра овца. Оваа гордост е од мајка ти? Не ја знам. И не знам што правила пред да ме роди. Може фрлала со копје, или мавала со меч, или скротувала конј, Да. виткала папируси и мешала отрови од кои никој не е отруен. Не ја паметам, господару. Но затоа за мајка ја знам моја на словенска земја
Od Белото езеро до Киев и од Струмица и Солун до Нитра и Велехрад. A za tatko samиот Бог, а? Ако не престанеш со таа надуеност, може да те снајде и она што не си го сонувал. Господару, ако твојот меч ја бара мојава глава, додај му на овој театар уште една весела гробница. Слушај ти, зар на старец со бели коси креваш меч? Не труди се премногу. Господар, благодари му на Бога. Царот еве што туку ти го подори животот. Гледам како душата ти се радува од моиве страдања. Во секој случај, повеќе си од Божји слуга. Го слушнавте ова, цару, тоа е нечуена дрскост. Георгиос, барам почит кон неговите години. Животот не му поминал во Константинопол, во порфирните дворци и библиотеки. И Валканиот живот, цару е живот. И тој се уште може да се одмазди. Слушај ти, можам веднаш да те вратам назад во Константинопол. Ќе ми прата друг. И не распродавај ја така својата сиромаштија. Драги мои, нашата царска волја не ве присилува на ништо. Ако немате сили да ја реформирате глаголицата, гревот го земате вие. Во таков случај во Кутмичевица се уште е епископ господин Гаврил. Тоа не пречи. Во прво време тој ќе му биде помошник на Гаврил. Но само во Велика. Тоа сакав да му го кажам на царот. За тоа уште ќе поразговараме. Ми требаш, човеку. И ти, и оној твој наум. И тој во Преслав разбил препишувачко училиште. Но глув е за се, освен за глаголицата. Човеку, ми требаш. Сега државата од вас бара поинаква услуга. Друго барај од мене, господару. Друго. Другото е она што ти го прорекува Георгиос. Да те пратам таму, во најдалечните пустелии што ти ги намени кнез Борис. Секој ден ќе се молам за тебе, господару, ако ми го дадеш и наума. Слушам здравието и така робито пак му се влошило. Ако вие сте тврдоглави, некој друг ќе ја користи нашата царска милост. Веднаш ќе пратам да го доведат наум од Преслав. Тој ќе го преземе твоето училиште. А вие ќе се вратите во Кутмичевица како епископ Велички. Непопустлив си, ваше благоволенство. А ти упорен, господару. Но која усте да ја искаже сладоста од учењето негово? Кој јазик да ги каже неговите подвизи и трудот и добрината на животот негов? Оти таа уста. Добро. Ајде, продолжи ти. Оти таа уста посеена од светлината ги просвети помрачените од лагата и гревот. Тие пречесни усни расцутија во премудрост. Од неговите пречесни прсти создадоа духовен органон и го украсија со златозрачни букви. Од таа богогласна уста... Добро е, Јованче, добро е. Да беше тука, саканиот наш учител ќе му го израдуваше срцето. Седни. Утре вие во оваа редица ќе ја препишувате по фалбата на блажениот наш татко и учител словенски Кирил.
А вие, оваа страна, ќе го усовршувате читањето. Од она место. Со таа животоносна храна Господ збогати многу народи со благоразумна мисла. И со боготкаен венец го овенча многуплодниот словенски народ при кого беше пратен како нов апостол. Што е Тома? Учителе, како ти знаеш наизуст толку многу пофалби, житија и молитви? Тебе тоа ти е чудно? Не, туку радосно ми овде. И јас ќе научам така. Па тогаш, израдувај ме и ти мене од она место. Блажена да е твојата уста. Ајде. Блажена да е твојата уста. О преблажен татко Кириле. Од нея на сите страни се источи духовна сладост. Блажен го велиме твојот многогласен јазик, од кој... Блажен го велиме твојот многогласен јазик, од кој на народот мој му огреа светлината на трижвечниот Бог. Блажени да се зениците ангеловидни твои, озарени со божествена слава. Тие ми го разгонија слепилото на срцето и го просветија со богодохновени зборови. Влези, Петре, влези. Што е тоа? Очите да си започнеш, владико. Како не ти текна чаша вино да му донесеш на владиката, душата да си ја заплакне, а? За тоа е барем лесно. Една минута. Су се вкоченел, Петре, праведнику мој. Задоволен ти е братот Климент. Задоволен од работата, ама и измазнат. Па ти реков, коживот да го префрлиш преку рамениците? Ноќите овде и среде лето се остри. Добро. Само едно ќе ти ветам, пред да умрам, ќе го преведам и цветниот триот, да знаеш. Ако изборува за умирање, погледни колку убав ден осамнува. А, не така, не, чаша и за тебе. Немој само мене да ме воведуваш во искушение. И за мене се разгре, и за мене. Не сум грешил толку па да сум казвет. Ајде, живот и здрави. Очиве ми се уморни, Петре. Зар малку ноќи беа, брато мој? Малку ли, многу ли, еве, 30 години. Да, 30 години само во нашите краишта. А пред тоа? Пред тоа, кај кнезот Коцел во Панонија. И уште пред тоа во Моравија. Ајде. Наум еднаш кажуваше, ти во затворот не си престанал да работиш. А зар тој престана да работи, а? Учителите наши, Кирил и Методи, не престанаа и не се предадоа. Зошто јас? Да. Треба да се починиш сега. Не би ја вака. Цела ноќ на свеќе. Како некој казнет ѓакон да си, а не владик. Многу ме караш, брате. Па за карање си, еве, сега ќе дојдат Арсени, Пахоми и пак цел ден пиши, бриши, пиши, бриши.
Гревото е да се поплакувам на здравието. Имаме тежок живот, ама и корисен. Ајде, оди, брате, сега и речи им тамо да подготвят појадок. Веднаш ќе дојдам. Треба да си го поврдиш здравјенцето, Владико. Од месеци на пат, брато Климент. Морав да ги обиколам црквите, нориите, клирот. Ама секогаш, кога ќе си се приберам во Охрид, се радувам како мало дете. Остани вечерва кај мене. Па утре со Господ напред. И да ме тераш да си одам, ќе ти остана. На многу убаво место го изгради твојов манастир. Божја убавина. Питосите ми се полни со жито, а и мед има. И восок. Сакаш да го пробаш виното? Немој да ме доведуваш во искушение, жити Бога. Синко, ми вари војда навечер. Да знаеш помага? Добро вино. Шегата настрана, но како што на Божниот живот без здраво учење е мртов живот, така и учењето без здравје не води кон добро. Едното е слеп со раци и нозе, а другото човек што гледа, ама без раци и без нозе. Мерата да не се претера. Разбра? Разбрав, оче на уме. Од кој да речам? Најди го Војдан. Кај до бидокот. Тој знае. Ајде. Ги тераш да работат? Па само со учење ќе подивеат. Како младите? Слушат? Како сакаш да е? Им врие крвта. Учат, но уште се деца. Неработата е учител на секое зло. Другото се поправа. За Војдана сакав да ти кажам. Да? На твој Марко и на Јакова ми прилега. Дарбосан е, не е мрзлив. Земи го кај тебе, измери му го умот. Ајде. За среќа, овде го немаме она силно грчко свештенство. Населението ни е чисто словенско. Ни грк, ни бугарин. Овде, брато Клименте, го најдов спокојството што нигде го немав. Се поубаво си кашлаш. Тоа се велехрадските затвори во мене. За народот си чудотворец и лекар. Народот треба во нешто да верува. Малку од верата, малку од синапот. Тревите, медот и некои успеваат да ја победат болест. Седи.
Слушна што се зборува во народот. Тој што ги знае тајните на животот, ги знае и тајните на владењето. Така, убаво ако размислиш, лесно ќе сватиш што ти Михаил III не те пратил да го просветиш словенскиот народ, туку дека тоа било борба меѓу Византија и Рим. Значи, си чул? Ама нашата словенска кауза веќе дава плодови. Во секоја нурија имаме по 50 ученици, а тоа се 350 учители, и чтеци, и ѓакони, и свештеници. Тоа ќе бара нови храмови. А храмот градители, и резбари, и зографи, и писатели, и имот, и луѓе на нашиот имот, и хиерархија од наши луѓе, не од туѓинци. Ние сме лулката на словенската цивилизација науме, огниште на нашата книжнина. Затоа треба Затоа треба да се подпишуваш не со епископ Велички или Охридски, туку со епископ Словенски Климент. Многу си брз, синко. Со војдан да не го садевте лозјето, па чекавте да роди. Ке треба на врчвата да наместите нова шурка, оче науме. Што е на шурката? Пушта. А греф е вакво вино земјата да го пие. Повелете. Не е право сега некој ова да го загрози. А? Значи си чул? Чув, Науме. Војна. Да влеземе внатре. Твоето здравје на сите ни е потребно. Да си некој што си очува здравието да те послуша човек. Јас сум друго. А јас сум... А што сум јас? Не сум друго. Исто сме. Не сме исто, брато Клименте. Ти си повеќе. Затоа ќе те прашам. Знам што ќе ме прашаш. Ќе одам кај Симеона. Навистина чудотворец си. Мислиш, ќе те послуша? Знам дека нема да ме послуша, ама нека се знае. Еве ти се колнам пред Бога и ти се исповедам сполајмо. Но суета ли, усетли некој, се нешто ме тера да оставам трага дека сум бил, дека сум направил нешто за нашите учители и за нашиот народ. Греф ли е тоа, Науме? Архиереот го прашува јереот. Владиката го прашува попот Калуѓер. А зошто да се срамиме од суетата ако таа е впрегната во корисна работа? Па нели се потекнува од неа? Добро. Друг пат, кој ќе те пушта долу, да не го пробаш толку виното, разбра? Разбрав. Се полакомив. Да го побарам Петрета, татко мој духовен. Не оди далеку, ќе ми требаш. Подобро да влезете внатре. Ајде. Прав е. Ајде и ти седиш поради мене. Ајде.
Noćeska će ima bura. Trojen se gotvi. Mene i bez trojniot blisko mi je krajot. Ova voda se pogrebani tatko mi, roden Vujko i 2 brata. Dobro. Ajde da vlezeme. Blagoslovi sveti oče. Blagoslovi oče. Blagosloveni da ste vije i vaše to domočadije, sestri moji. Blagoslovi, vladiko. Blagoslovena da si Petrejci. Dobar vin den na site. I na Boga mu je milo da vidi vakva belina i čistota. Ama zašto zanemevte, sestri moji? Ova je naša zemlja lična, ama skržavavo se. Ne ti dava na svršeniko da se naraduvaš. Namažu ti na sino da mu se nagledaš. Sve nekoj vojski prokleti da se. Da ni se ne vidi sudbina ta ženska. Se nagoštevav mene umirački. Znači zato gledam taga ispišena na vašite lica. A što maka imate, ćerki moji? Na Slavuna i go zabra Slavun. Mene i čoveko ti sinot najstarijot. Na lika mažot i go zeda. I mene mažot mi go zeda. Vojna navestuva cveti oče. Pak nekoj car se štuknalo od umot. Ajde, dosta ženska glavo. Dosta! Što ste se raskokutakali na vladikata? Ama na kogo ke se poplačeme ako ne na našio zlaten vladika, tatko i učitelj. Moli se za nas i prevzemaj nešto ke golemite. Aj molitva da ke ti go spasi Slavuna. A mi ženi mora me nešto da stvori, mene ke gledame kako ni gori kućana. Najdobro je da sudavi me vojzerono. Mul, kažavte? Veću? A ti, nevesto? Detovo mi je bolno, dedo Vladiko. Što mu je, ćerko? Izgorevo treska. Pa kade si trgnala so bolno dete? Kaj tebe, dedo Vladiko? Go nosam na manastir, da se pomoliš za nego. Može ke te čuje zlaten Gospod. Će se pomolam, ćerko. Ama samo molitva ne pomaga. Blagosloven da si, dedo Vladiko.
Петре, за утре да ми оседлаш 2 најдобри коњи. Знам, владико. Ќе одиме во Плиска, кај царот. Знам, владико. Јас само едно те молам, преосвештен владико. Немој да мислиш дека ние царевите само се дебелиме во главата од плотни и чревоугодни гозби. Јас тебе ти признав за твојата дарба за псалмопеење и составување славословни химни и празнични слова немам намера да спорам. Но владиката Георгиос, кој денес не е овде, го викнаа во Константинопол, кај патриархот. Тој ми е сведок. И овие храбри војсководци и божествени дами. Јас сум царот, преосвештен владико, и господар на оваа земја. И не терај ме да ти го објаснувам она што и на непросветените им е јасно. Правото на власта ми е познато, господару. Нели? Но и мојата света архиерејска служба. Твојата служба е во многустрана зависност од царската волја, епископе Климент. Да, такви се законите на власта. Затоа и дојдов еве на Давидова возраст да молам да ме ослободиш од одговорното и тешко епископско служење. Каква е сега таа шега, владико? Овој свет е веќе уморен од омразата, господаро. А јас сум стар, силите ме напуштаат. Молам да бидам ослободен од за мене претешкото бреме и да си се вратам во мојот манастир во Охрид, да си го дочекам крајот во монашко одшелништво, во разговор со Бога и со книгите. Ете по тоа ми копнее душата моја. Јас не сум тој за кого ме мислиш, владико. Јерејот умира на својата служба. Ги знам црковните канони. Ова не спаѓа во каноните. Каде сака нека спаѓа. Не. Не сакам да го посрамотам тоа што со толку труд и љубов го градев цел живот. Го градеше со успех. Но не си се кренал ти на толкав пат, за да бараш од мене разрешување од службата. Ајде седни и зборувај. Те слушам, свет човеку. Се слуша, господару, собираш војска и подготвуваш воени действија во областа на Солун и Драч. Господи, а тебе тоа не ти е по волја? Народот е растревожен. Јас како негов пастир ги страдам неговите солзи. А народот? Што е тоа народот, владико? И што те тревожи тоа тебе? Ти си духовен татко и владетел на Охрид и сета Кутмичевица. Токму тоа. Што токму тоа? Го пренесуваш воениот театар во мојата епархија. Моја должност пред Бога и пред народ... Па на што прилега ова? Невидено дрзновение. Не. Ова не е само дрзновение. Ова е богохулно бесчинство. Бесчинство е војната непредизвикана од никаква опасност, господаро. Ти. Тој се осмелува да му суди на царот. Господ ни е судија на сите еднакво, стратего.
Господ не ја оправдува војната во која без причина се раѓаат само клетви, солзи, бездомни сираци. Господ, кога си се видел ти со него, владико? Каде? И што ти рече Господ за мене? Ајде да чујам. Господару, со сета почит и поданечко послушание ти укажувам на следново. Ова е време на најголемиот расцвет на писменоста, книжовноста, црковното градителство, расцвет на народните дарби, резбата и зоографијата, здравната просвета, земјоделието, благородното овоштарство. Зар со крв и меч сакаш да ја вратиш историјата назад? Да не си она што си. На тоа високо чело со усвитено железо ќе ти ги врешев тие еретички зборови. Да ги носиш како знаме за цел живот. Ти можеш да бидеш против него. Или против нив. Можеш да бидеш против кого сакаш. Само против мене не смееш. Рака што дава и се целива, владико. Целта на мојата војна е мојот народ да живее во мир. Таквите зборови не еднаш сме ги чуле. Да, кога ве пердушеа низ Моравија. Колку со Методија се воздигна и се прослави архиепископскиот престол во Моравија и Панонија, толку и твојот епископски стол се расчу до Русија и до Полска, и до Константинопол и Рим. И можем да ти кажам, свет човеку, дека и Константинопол и Рим се мошне вознемирени поради тоа. Но јас не сум светополк, за кого ти напиша дека е неразумно воспитан и со помрачен ум и дека се валкал во калта на срамни злодејанија. А зошто? Зашто сета црковна власт му ја даде на Вихинг? Светополк беше чревоугодник и простак. Светополк немаше избор, владико. Неговото младо кнежевство беше вклештено меѓу германите и франките. И лаком за власт. Родениот татко го ослепи и им го даде на джелатите. И благородниот ми татко, владико, го ослепе својот првенец син, Владимира, зашто плукна на христијанството и се врза за паганското ханство. Тоа е расколот овде, меѓу должностите и сонот. Мислиш дека некој сака да биде чедоморец или таткоубиец? Многу тајни за обичните луѓе. За владетелот се прости закони на власта. Знаеш ли зошто овој престол вамо е црвен? Среќа што не ја прифати духовната хиерархија, туку зеде да го управуваш царството. Нели? Тука се разликуваме од твојот учител. Тој беше мудар човек, господару. Тој беше слабак. Негово оружје не беше мечот. Глупава Византија го одбра токму него за кнез на Брегалничко-Струмичката област, на границата со тогаш новата бугарска опасност. Но тогаш ние бевме во војна со Византија, а сега сме сојузници. Тогаш зашто ти е оваа војна сега? Работи си го тоа што го знаеш, а државните грижи остави им ги на оние што се занимаваат со тоа. Јас нема да те гонам. А ако од гонењето има некаква корист, тогаш е корисно да се изгони незнаењето од секој народ. Твојата војна може да не врати во гревовниот мрак во кој бевме. Го гледаш ли наследникот на Георгиос? Луѓето ги мразат оние
Во чии очи се помоли, владико. Јас имав други планови со тебе. Но еве, ти пак ме тераш да те вратам назад, на најдалечната граница од царството. Како во Македонија да нема други епископски столици, и побогати, и познаменити. Ни тогаш, кога татко ти Борис ме прати за учител, не помислив дека деволик од Мечевица ми се награда. Оди си. Јас дојдов за одговор, господару. Мило ни беше што ја имавме таа чест, господине. Како највисок чин во мојата епархија. Како епископ, кога ќе дојде време, вие има да го благословите походот на мојата војска. А за причините зошто сакаме излез на двете мориња, ние немаме никаква намера да објаснуваме. Впрочем, вашата посета заврши, господине. Бидете љубезни, помогнете му на изморениот старец. Премногу го задржавме. И одморете се добро, пред утре да тргнете назад, на тој ужасно долг пат, владико. Многу си замислен, учителе. Решив, возлюбени деца мои, синови мои, сите мои земни грижи да му ги препуштам на Бога. Вие двајцата сте брзописци и ќе ми помогнете. Ќе го преведеме уште цветниот триод. Еднаш си го ветив пред Петрета. Кој месец сме сега? Тревен, владико, тревен. Што туку разелени пролетта? Тревен. Свети Пантелеймон е во горешник 27-миот ден. Немаме време, деца мои, треба да побрзаме. Па, кажи кога да почнеме, владико. Ако немате друга Божја или земна грижа, ќе почнеме утре и зутрина. Сите наши грижи се тие што ти ке не ги наложиш, владико. Каде мислиш да работим овде? Овде, деца мои, немам веќе сили да се качувам по скалите. Сакам да те прашам нешто, владико. Праши, синко, праши. Ама, да не ми се налутиш. Нашиот мил владика не се чувствува добро. Каков е овој суд сега, деца мои? Совет барам од тебе, владико, тој суд. Праши, синко. Ти нас не направи поблиски од други тебе, братот Пахоми и мене. Не прибаркај тебе и по твоја грижа, подобро видовме и разбравме се што не учеше. Многу оддалеку фати, синко, кажи понаправо. Дали сега, откако не ракоположи за презвитри? Зошто мене, а не братот Пахоми, ме направи игумен на твојот манастир? И дали ние треба да му се посветиме само на Бога, кому толку верно му служиме? Или треба да му служиме на народот, за кого се готвевме толку години со твоја помош? А што мислиш ти? Па, го обсудувавме тоа со братот Пахоми. И
Što presudivte? Ti, učitele, ne učеше da mislim, a ne da повторуваме, не? Своje mišljenje. Kako im go толкуваш тоа на твоите ученици? А? А ти, Пахоми? Па, служејќи му на христијанското дело, учителе, ние му служиме на народот. А служејќи му на народот го радуваме Бога. Според тоа, јас мислам оти двете должности ни се еднакви по мера. Така, во што е спорот? Нема спор, владико. Станува збор до која мера духовното лице треба да се меша во политиката. А што мислиш ти? За она што го мислиме, ние одговараме самите, а не нашиот учител. До која мера? Ти го изучуваше делото и животниот пат на твоите и вселенските учители и нив ги зеде за свој пример и насока. Ние пак, твоите ученици, сме побогати, зашто покрај нивниот го имаме и твојот пример и патот по кој врвиш. Добро, добро. Разбрав. Ти, чедо Пахоми, подобро да не се мешаш во политиката. Прек си и чесен и се ти е јасно. Препушти му ја таа работа на Арсений. 2 дена ќе те зборува сами вистини и мудрости и нема да ти каже ништо. Го мислиш истото што го мислам и јас, владико. Пишувај ти, синко, твоите дарби се духовните сладости и не лакоми се по власта, ни по црковната. Браќа мои и синови мои, знајте оти ниту Византија, ниту Рим, ниту бугарите ќе не бидат благодарни за делото што го вршиме. Ние сме фрлени во борбата за превлас меѓу нив. Само словенскиот народ ќе не биде благодарен ако со Божја помош успееме и со 3.500 учители што ги создадовме да ги расшириме и збогатиме словенската книга и писмо. Земајте ги перата, деца мои. Нели од утре изутрина ќе работиме, учителе? Кога сум немошен, тогаш сум силен, рече апостол Павле. Земајте ги перата, деца мои. Веднаш почнуваме. Не утре. Учителе? Ти си чедо Пахоми. Прости, но си спомнав оти ноќес кога не го затворив прозорецот, па се уплашив да не нешто те украл сонот. А кандилото згаснало? Фитилот догорел. Се ја гленоса. А, тој Петре, почна нешто многу да ми заборава. Ти вака ќе настинеш, владико.
Već je osamnalo. Dobro jutro, работници. Jutro će Sveti Pantelemon na pomoć. Što reče Pantelemon utre? A vi? Deneska nema rabota, vladiko Vojdi. Utre siot narod će se sturi u monastiru. Treba se i prigotvive. Eve, donesam nešto za kasnuvanje, pa da se čujat po velbiti. Dobro, ostavi gi tamo. Znači, Pantelemon. Što i rekao? Vlezi, Arsenij. Eve presna vodica, vladiko. Kako je, pospali malku se odpočinali? Spija. Jezero zaspiva, to i ne. Imam nešto da vi izraduvam, deca moji. Виветивоти за Свети Пантелеймон, заштитникот на нашава обител, ќе го преведеме цветниот триот и еве, готово. Голема радост ми обзема душела. Ама снагава не слуша. Знам што е тоа. Си се видов себе си оттаде. Ај, немој така. Дај ја крпата, Петре. Добро, Петре. И мене еднаш треба да ми зајде сонцето. Тоа ти е од сеношното бдение, владико. Знам, чедо. Ама и мене ми е редот. Ќе ме вика сполајмо. Петре, оди капни малко од виното. Сега ќе донесам, владико. Деца мои, помогнете ми. Од сега нема да му служам ни на кнезот, ни на царот, туку само на Господ и на мојот народ. Утре, мили мои, облечете ме во облека што прилега.
како светлина придружена кон светлината. И кога ќе ми ја прими грешнава душа, закопајте ме во гробот што сам си го иззидав десно од олтарот. Господи Боже мој, Ти што создаде се и народов мој од небитие го престори во битие, послушаја молбата на недостојниот раб Твој и слуга. Ти ги предавам, еве оние што ме ги довери, управувај. И прости ми, Господи, за суетата што се дрзнав грешниот и вечното почивалиште си го одбрав десно од олтарот. Не е од нескромност е тоа, туку и по смртта да му служам народот, за да го слави името Твое, на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Зашто овој народ има повеќе иднина отколку минато. Благословени да сте, деца мои, пастири на словенството. Благословен да ви е трудот. Благословени да сте, браќа мои, сестри мои, синови мои. Пред Бога и пред народот дадовте завет и извршете го сега според силите. Запознајте го животот и делото на вашите учители, како што ние ги узнавме нашите. Го примивме нивното учење со целиот наш живот, во нив наоѓајќи пример за себе. Зашто овој народ има повеќе иднина отколку минато.